И таа секој пат ќе каже Ромео се надмина себе си. Така ќе каже и за Знам, меѓутоа ќе каже и за Кад осване. Има една интересна работа кога е поврзана со Калиопи. Секој пат има традиција. Знаете кога ќе седите во некое свое друштво дома и се слушате некоја македонска музика и иде плейлистата, има традиција на слушање на некаква македонска плейлиста, ама има и традиција на слушање на 4-деценијска кариера на Калиопи. И тука знаете дека 2-3 часа не знаете кој хит повеќе да си го пуштите и прв од почеток до последен. Меѓутоа, кронисувањето на оваа година е тоа што по 4 години таа во Белград и Сараево има своји концерти и нема некој кој што, барем во моите медиумски кругови, колеги, пријатели, нејзини соработници, ќе каже дека Калиопи е ненадмидлива во секој аспект. Меѓутоа, она што можам да ти честитам е дека секој пат се обидуваш секој да го испочитуваш, секој медиум, од радио до печатен мед, телевизиски, апсолутно. И тоа да го направиш на ниво на цела екс Југославија и повеќе од Европа. Добро ми дојде. Можете да преградам уште еднаш? Секако. Здраво, конечно, вакаво студио. Ова е после Дона наше прво професионално представување на камера. Токму така. И добро утро Македонија, добро утро на сите гледачи на Телма телевизија. Добро утро на тебе, Марко. Многу ми е мило што те гледам после долго време. Посебно ми значат овие доаѓања во македонските телевизии. Убаво кажа, токму така се трудиме да стигнеме на секаде, бидејќи сите очекуваат на некаков начин, барем една преградка и убав збор. Исподелена емоција да се токму така. И тоа многу ме радува што се уште постои, што се уште го има, а периодов е таков, некако сами си го си го искреиравме така. Уште од старт на годината влеговме во студио со Рома дојде со две прекрасни песни, уште од самиот старт. Првата ја снимивме со Желјко Самарџич, Знам, која што тука ја чувме. Втората скоро ја објавивме, нема ни 3 недели откако 8 кад осване. И ете, така се движиме, поминавме многу интересен период. Се сеќавам, само да те прашам, помниш можеби некаде во твојата реминисценција после колку години доаѓаш во Телма? Има можеби цела деценија? Не, ама по реакцијата на луѓето. Така, поминало време. Поминало време доста и навистина неверојатно е таа возбуда која што ја чувствувам како првиот пат кога сум доаѓала во оваа куќа, секако и воопшто сега, затоа што јас навистина некој можеби ќе ми замери, ама јас секогаш, бидејќи во периодов многу патувавме надвор, одевме концерти, медиумски турнеи, така натаму, дома кога ќе си дојдав, ми беше некако како чувство, оаза на мирот, сега ќе одморам тука, ќе ги наполнам батериите и ќе продолжам понатаму. Но Ромео ме опомена, вика, ти се е тоа убаво, ама мораш да сватиш, имаш голем багаж, имаш многу хитови за себе, но доаѓаат и други генерации и мораме да направиме повторно нешто ново, да ја освежиме, токму така. Фантастично, меѓутоа ќе кажам, нема некој медиум кој што не сака сега со тебе интервју и да настап, меѓутоа по 4 години ова се твои концерти во Белград и Сараево, кога не се практично пред пандемијата. Ние го имавме последниот концерт, ми се чини дека тоа беше, не, сигурна сум, тоа беше во Смедерево. И тоа беше некаде февруари, крај на февруари, 28 февруари 2019 или 20. Кога не затворија? 2020 почетокот, така што 2019. Значи точно скоро 3,5 години од последниот концерт. Секако после откако пандемијата малце, како да кажам, иако тебе те стимулираше, имаше обединување, се сеќавам Калиопи фан арт. Немаше млади момци и девојки од цел свет, благодарение на Евровизиската твоја фан заедница, некако се обида и тоа да го менеджираш хибридно, да се создаде направивме навистина уште пред да настане локдаунот, јас на мојата менеджерка на Лорета викам, монтирајте ми студио дома и сеќавам во тоа време си го земав татко ми кај мене да не биде одвоен од мене за време, бидејќи не бев сигурна дали ќе можам да одам. Него веќе го нема, за жал го изгубив пред година дена и тоа беше еден многу силно тежок период за мене, а
Калиопи фан артот помина навистина неверојатно. Имавме толку многу одзив, значи на самото надпреварување, а во исто време ми беше Колку многу млада драго. генерација на луѓе. Многу. И сега пак ќе кажам, благодарение на Евровизија и твојата цела менаџерска организација, успеа повторно некако да ја обединиш во тој период кога сите се чувствувавме депресивни практично. Па да, види, црно и бело направи навистина Револуција. еден неверојатен револуционерен момент беше по мене историски во однос на и самата Евровизија. Пеев на мојот мајчин јазик. Се сеќавам дека беше Азербејџан, така беше? Азербејџан беше планирано последната строфа да биде отпеана на англиски и ми текнува на Роме, а седиме во фајета на хотелот и вика дојди вамо Калиопи, вика јас сметам дека ти треба цела песна да отпееш на македонски од почеток до крај, бидејќи со ова запишуваш некакви нови страници во музичката историја. Јас реков, уште побаво. Дури се израдував бидејќи емоцијата можам најдобро да искажам на својот јазик. Апсолутно. И така би ги секако во тоа време Мери Попова која беше шеф на Делегацијата, така е. го извести Ебу и тие не направија никаков проблем, така да. Тоа ми е сега многу драг момент. И многу ми е драго што ќе ја крунисаш годинава со овие концерти и како велиш ти за неполни 5 месеци добив 2 големи песни траки. Да, Дуетската Знам со Желјко Самарџич и Кад осване песна за која се зборува и која што многу ќе се пее, имаме нов хит. Кажавте ви со Ромео. Неверојатно Кад осване е радиски хит. Радиски хит. Леплива тема од старт. Од старт. Огнен Шапковски, прости на дигресија, фантастично. Ова во нокни часови сигурно снимано. Да, снимавме, ја затворивме улицата. Беше дури и објавено во новини, ама не кажавме за кого. Да, па да, затоа што луѓето не треба да се чувствуваат загрозени од мојата работа, дека јас нешто правам. Но беше во нокините часови, после практично кога нема полнок. премногу и собраки. И Линденска улица препознатлива за нас, македонците, за скопјаните. И да, Шапковски и Мелен продукција се навистина еден извонреден тим, млад тим со кој што јас и претходно соработував. Го работеа спотот за песната Јутро, за Локомотива. Една од моите топ 5 Јутро е Мелем за мојата душа. Идејата морам да кажам дека беше на Рома да се направи еден ваков кој што после Шапковски го надополни со некои своји елементи. Има и тој некој една рафинираност и галантност во боите, во префинетоста во изразувањето. Огнен е Па мислам дека добро се разбираме и она што најмногу ме радува е тоа што ги гледам како тие млади луѓе функционираат, Марко, колку они се сакаат меѓусебно, колку се професионални. Ова беше навистина еден озбилен сет, комплициран, со многу статисти, со многу костими, да го поздравам и Раде Василев, кој што е препознатливо за тебе. Јас кажав и зад камера дека ретка дама си која што толку години толку многу протагонисти, соработки, компилацијски соработки, CD-а, проекти и секогаш сакаш да имаш многу луѓе во своите спотови. Да, затоа што браво, многу точен збор обединување, но секако човек кога креира, тој нема граници, нема лимит. Ние кога работиме без оглед дали се работи за песна, дали се работи за креирање на таа песна, создавањето само, па се до визуализација на истата, тоа значи многу и гледаме, водиме сметка да сето тоа биде убаво, питко, интересно за публиката. Знаеш како она, ќе преслушам еднаш, па сакам повторно уште еднаш, па уште еднаш. И ти како сам интерпретатор тоа да го Па направиш јас за себе. истото. Не ќе да звучам само заљубљиво, него самољубљиво, така се кажа, само ајде ти си добар со македонскиот, подобар од мене. Сосема е окей. Но мислам дека да не звучам нарцисоидно, сепак она што го создаваме ми е драго, ми е убаво и јас да си го слушам од време на време. Тоа е добро и чуеш по некој збор од мене. Ете се Кире, воопшто. Ако те прашам, треба да направиме ранкинг листа со тебе на топ 5 песни. Кои што постојано ти ги бараат, ама и
и без исклучок знаеш да си ги изведеш. Страшно тешко. Тешко. Ќе мораме да направиме топ 20. Предавле во студио се коментираше за сето ова и Добре. верувам дека и знаеш колку диверзитет има кај луѓето, сите некако различни периоди на токму, Калиопи И заради Тешко ти тоа, е. па многу албуми се зад мене, многу песни, Знаеш многу дека најдов хитови, нека повеќе од evergreeni. 13 албуми имаш. Ако Да, не и повеќе, да, инструментални, да. компилацијски, лайф албуми. Да, Да не уште забораваме многу. со А Един не ги Карамазов. броиме тие во времето на Југославија, Југославија. компилацијски кои што се направени. Па сигурно ги има преку 20-тина, заедно кога ќе ги собереме, но она што е најважно е дека кога ме прашуваш за топ 5, за сигурно внатре ќе бидат Црно и бело, Бато. Роđeni Бато, да, Кофер љубави, И без исклучок. Месечина, дали Не ме ги сака. исклучуваш од сега своите ќе мораме да настапи. направиме топ 5 македонски, топ 5 регионални, Регионални. да. Али да, сега на пример во овој концертен програм вклучив повеќе македонски песни, на пример за прв пат ја изведуваме надвор обоиме, Дај да пијам, Месечина. Какви песни се тоа? Така што имам доста македонски песни и фантастично реагира публиката. Не знам, За сум само добра. еден ден. Така да, Тоа беа е многу Црно добри и албуми. бело. Најбавите години од македонската музика. Ми дојде на идеја, дали си размислувала документарец да направиш за светската Има еден краток документарец уште на времето во 2001 година, кога беше првата моја турнеја низ Македонија. Потоа има еден долгометражен документарец кој што го режираше Игор Џамбазов, но мислам дека кога се видов себе си во тие документарци, реков, опиш, оправиш. Мислам, ова е непотребно. Не треба да го документираш се уште она што во моментот го работиш. Така сама со себе си направив муабет и си реков дека сепак тоа е можеби нешто што ќе се прави откако ќе се пензионирам и некој друг. Не би сакал да го слушнам зборот за тебе тоа. Меѓутоа некогаш поверојатно ќе си бара душата некаква оддишка. Па не знам колку долго ова ќе го работам. Веројатно додека чувствувам дека публиката тоа го сака од мене. Оној момент кога ќе видам дека треба да се префрлам во еден период кој што се нарекува мирување сам со себе, или па можеби ќе работам како педагог. Чувствуваш дека ќе дојде таков период? Не знам, во моментот, јас секогаш живеам сега овде, во моментот. Да. Премногу ги употребувавме ќе биде, ама мислам дека се случува, така нека биде. Тоа е една мудрост која што човек ја стекнува во текот на животот, така престанува да брза, престанува да ги брка нештата, дека сега и овде мора тоа и тоа да ми се случи. Тоа што треба да ми се случи, ќе ми се случи, а јас секако треба да допринесам, да бидеш да ги иницијаторот. потекнам точно работите да се издействуваат, нели? Вистина ли дека за секоја твоја тема и Пако е вклучен како критичар? Повеќе тука Рома е со него конектиран, бидејќи си се они поблиску и физички и нормално. А ги обсервира работите што ги прави не? мама? Како не? Ми се јави сега кога бевме во Босна и тоа толку ми даде сила, бидејќи бев малку уморна после третиот концерт и така, одоколу, мамо, дали си уморна, како се чувствуваш? Да, ме чувствува силно и се чувствуваме нормално. И едва и чека да завршам со сите обврски за да можеме да го направиме нашето традиционално одење на одмор, шетаме многу заедно и така. Браво. Само сакам да те прашам, дали некој пат по Среќненова 49-та, всушност се смета за едно од најуспешните македонски филмови. Би сакал сега нашиот колега Љупче реализатор да го сподели. Знам дека и ти го сподели со своите фанови. Добре. Едно од најуспешните македонски филмски остварувања и единствениот македонски филм, веќе потсетам за гледачите, покрај Црно семе на Кирил Циневски, кој е избран да биде југословенски кандидат за Оскар. Филмот инаку е добитник на низа награди и признание како големата златна арена за најдобар филм на фестивалот на југословенски игран филм во Пула 86-та и прва награда од публиката на меѓународниот филмски фестивал во Порто Алегре 91. Би сакал само една минута да уживате во Калиопи и нејзината мала улога, меѓутоа значена во Среќненова 49. Samo jedno ti ne kaži.
vječnost je prošla, otkad srce mi pati, jer sam samo još ja. Dok te srce doziva, možda drugoj si pošla, da ti usna zliva. Сега прашаме Калиопи, колку години? Sweet 16. Сладките 16. Велиш дека си била така во некое бунило кога си го снимала овој дел од Бев филмот? збунета, бидејќи кога дојда, се сеќавам Столе Попов и Љупчо Константинов, кај моите родители да бараат дозвола да учествувам воопшто на овој проект. Татко ми беше прва деце да не оже, прво мора школа, мора ова така. И јас тогаш, тато, те молам. Мислев дека одам во Холивуд и ќе снимам некоја голема холивудска продукција и Да така. не забораваме. беше И со стигна ништата се. до Оскари. Стигна Адреса со до Оскари. Па не бев далеку, значи. Нели? Не беше далеко. Но што беше курсусот, бидејќи јас воопшто не сватив дека во кој период, која тематика ја обработува филмот и кога дојдов на костимирање, на фризура и во гардероба, кога почна да го креираат мојот лик, јас доживав шок. Викам, што е сега ова? Ова ништо од Холивуд. Така да потоа сватив, нормално ми беше објаснето и од страна на режисерот, целата екипа се потруди да ме внесе во целата приказна и после тоа се беше Гладко се прекрасно. силеш. Да, долго снимав. Една сцена која што ќе речеш, ете крај е многу кратко, ама кадрирање. Сладко, но кратко. А колегата Жан вели каде е снимен, велиш во некој тогаш некој Не студија, можам, хангари. значи, страшно, јас бев погубена, значи јас не знаев каде се наоѓа, мене ми беше само важно сето тоа да бидам на висина на задачата и одговорноста која што ми беше доделена и секако многу бев среќна кога заврши сетот и кога сите беа многу задоволни, среќни. И остана во аналите на македонскиот филм и музика, пише ми. Така, многу важно. Интересно е, знаеш, кога јас ќе погледам, некогаш чувствам таква една носталгија на некои убави времиња кои што ги имав. Верувам. Знаеш зашто го пуштивме ова парче? Дали некој пат потоа, бидејќи работиш, си работело на театарски представи, збориме и за музика, за мюзикли и така натаму, дали потоа некогаш ти е понудена во овој период, некогаш, не знам, повторно лога за некакво филмско остварување? Имав понуда за театарско остварување, но потам понатаму тоа ќе го It will happen, може би да се случи, сакаш да ми кажеш? Понатаму, некаде подалеку, во Иглиска иднина, може би, Универзумот е голем, Бог е голем. И тоа е една странска продукција надвор од нашава земја, но не смеам да зборувам за тоа. Добре што ми даде хинт, добре што ми даде само податок. Да. Браво. Да, има такви нешта, но во моментов не можев да одговорам на таков предизвик, бидејќи имаме многу големи планови со Ромео и тоа сето ме спречува да работам, да влезам во било каков проект кој што е надвор од сето тоа. Направи ги концертите, реализира ги сега концертите, публиката е до степен екзалтација. Мислам, сите се восхит. Има едно обединување на генерации на овие концерти кои што ги правиш и мислам дека ќе се бара се повеќе и повеќе, датуми, карта повеќе, ама да најавиме дека по ова заминуваш на следен концерт. Да, заминувам во Белград, ги очекувам и следните датуми на концерти, тука се исто Бања Лука, Нови Сад, Ниш. Во Босна имаме концерти исто во Тузлаки, имаме во Брчко, Требиње, Мостар, тоа се все градови кои што во моментов се организираат од продукцијата и во Босна и Херцеговина, и во Црна Гора, и во Србија. И ќе има наговестувања дека најверојатно и Хрватска полека ќе се... Затоа што твојата менаџерка Лорета баш ми спомена во ЕКЕ есенската концертна турнеја, ама веројатно ќе се додаваат некои работи, бидејќи има голем интерес. Случуваат и потоа некако полека ќе стигнеме до моментот Македонија и секако на секаде низ Македонија концертна турнија и голем концерт во Скопје. Тоа се чека. Беше едно од моите прашања. Тоа се чека, но пред се морам да кажам дека ние планираме да нашиот голем јубилеј со Ромео 40 години од нашата прва средба и создавање на музика ќе го прославиме со голем албум, од кој што кад осване и знам се најавни номери, така е. Ќе следат уште 8 други нови номери и некаде јануари
влегуваме во студио, влегуваме и снимаме, Мастеринг, работиме. продукција и се останат. Така до на пролет, мислам дека ќе го имаме албумот. Браво, а тамо некаде на есен Македонија може да очекува големи концерти. После долго време, конечно некако и ова голем јубилеј да се спои во едно не целата дискографија на Калиопи. Не би те задржал, знам дека ти треба и малку простор за ова што следува. Верувам ми дека ми е пријатно и дека ми е ова Многу ми е драго. одмор за душа. Се надевам, затоа што знам дека периодов ти е кофер љубови, отпакувај, спакувај, пат, пруга и стигнување до адреса. За крај, Ка досване е сингл кој што рековме радиски, добро леплив. Дали до крајот на годината нешто од овој албум повторно ќе има во најава? Може да се случи, но не сум сигурна бидејќи во моментот акцентот се концертите и мораме да се сконцентрираме на тоа, но верувам дека ние имаме една песна која што е дури и на македонски, но рековме ќе почекаме. Да ова ферментира убаво? Така, затоа што сметам дека до година некако тамо поубаво ќе биде. Тоа ќе биде година за Калиопи, вистинска Руме врили овие 4 децении. Да, и сакам да следниот сингл кој што ќе го објавиме, тој да биде на македонски јазик, Супер. Многу ти благодарам за оваа интервју. Јас тебе исто така, те прегрнам уште еднаш. Многу ти благодарам. Во секој време. На сите вас во Телна телевизија, зад камерите, во режија, сите. Голема екипа сме, да. Да, прекрасна екипа. Те поздравувам. Значи дека чекаме здравје Боже негде пролет до есен, тој период да се видиме во студио и да ги најавиме првите концерти за Македонија. Секако. И после ќе славиме живот и тука во Македонија со старите и со нови песни. Прекрасно. Едва чекам. Ќе биде дел Роме од оваа медумска турнија која што ќе биде? Мислам дека Роме ќе дојде тогаш, ќе дојде во Македонија. Се уште го немам издискутирано на тој момент, ама ќе го убедам. Ќе го убедам. Кога го убедивме во јутро да се појави во спот, ќе биде. За мене едно најбајте синглови. Ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам и на тебе. Оставам да го најавиш овој сингл за Телма телевизија каде сме. Која камера ќе ми има? Камера ќе. Вака, драги мои, сега ќе го гледате спотот за новата песма Ка досване, кога ќе осамне, и се надевам дека оваа песна ќе во ова тешко сиво време во кое што живееме, дека ќе ни донесе многу радост, многу љубов и ќе не воведе во една следна нова епизода на овој живот. Ве сака Калиопи и Марко, секако. Љубов до тебе.